Добро, и нема чаша со вода овде вака. Прошлиот пат Библијата и тетрадката дел отиде афира. Мислам, не отиде афира, ама има многу во спомен. Тетрадката ми е изводената, изсушена изводената и Библијата на едно место. И секогаш додека сум на планетава Земја, кога и да ги отворам, ќе ме потсеќаат зошто било така како што било. Дека ептен сум се израдвала во Господ, кога сум сватила што направил. Амен. Убави се тие потсетници, нели? Во Стариот Завет луѓето, нели, тие клучни луѓе од Библијата што ние ги знаеме, секогаш ставале стол под камена, собирале, па ово поне и секогаш се навраќале на тоа, или ќе именувале некаков извор според делото што го направил Господ. И убаво е да имаме потсетници во животот такви. Сега, ја не велам тетрадките и библиите дома да си ги спотурите со вода, ама не дај Боже лаптопот, ај тетрадка ќе препишиш. Ама сакам од аспект да обрнеме внимание кога нешто прави Господ, нели? Дали е мало или големо. И верувајте, пошто ја имам за овие 22 години купој тетрадки, од тоа што сум пишувала белешки од на служба, од на семинари, лични откровенија, нели, кога ги отвориш и кога ќе видиш, се потсетува што се случило. И одново ти доаѓа инспирација за славење, обожавање, благодарност. И заради тоа, во многу псалми се вели дека ајде да ги величаме делата на Господ. Ајде да ги прославиме делата на Господ, или ајде да се подсетиме на делата на Господ. И јас од пред известно време почнав и секоја вечер пред легнување да си запишувам во тетрадка, значи не на телефон, туку онака да не ми загинит рефлексот за пишување, со пенкало во тетрадка запишувам за што сум благодарна тој ден и мојата молитва пред Господ пред легнување. И многу е охрабрувачки. Амен. Бидејќи има нешто во тоа кога се потсетуваме за нештото што Господ ги направил. И сега, бидејќи е сезона каде што ќе слушате почесто, нели, проповеди за Божјото царство, и еден од најцитираните стихови во светот, барем најцитиран од страна на нашиот Зоран Спасовски, е Матеј 6:33. Ако по нешто се сеќавате на проповедите на Зоран, тоа е Матеј 6:33. Тоа е: барајте го најнапред Божјото царство и неговата праведност, и се друго ќе ви се приdoдаде. Сега, денеска јас сакам малце да начнам за Божјото царство, ама малце од друг агол. Ќе употребам некои други стихови кои што може не сте ги чуле во контекст на Матеј 6:33, ама ќе стасаме до некаде. Верувам дека ќе ја добиеме поентата. Амен. И интересно е, секојаш сте ме слушнале за време на проповед, секојаш велам кога имате некој маркантен стих кој што одскокнуваат низ целиот ваш христијански живот. Топло ви препорачвам да читате стихови пред тој маркантен стих што ви одскокнал и после. Бидејќи така ќе го добиете контекстот. Зошто Исус го кажал тоа и која била причината или подлабоката причина или што сакал да каже со сето тоа. Сега, Матеј 6:33 е во еден контекст кој што барем денес, ако не за сите тука, тогаш за 99% од нас тука ни е многу близко на срце. Тоа е стравот од иднината. Што би рекол Иле, се согласувате? Заради тоа што Исус го цитира Матеј 6:33 во еден контекст, предходно и после тоа, што нам ни е многу близок, тоа е страв од иднината. Бидејќи целиот контекст, зошто Исус го кажал тоа, не плаши се. Немој да се грижиш за ништо. Немој да се кирај. Пред тој стих Исус објаснува, слушајте, врапчињата ниту му ја мислат, се ова парафразирано на Виолета начин, ниту му ја мислат за стаж, ниту му ја мислат за пензиско осигурување и здравствено, ама нивниот Создател ги храни постојано.
Ниту му ја мислат за плати, ниту ова, ниту она. Ама вашиот создател кој што ги создали нив се грижи. Вие сте поскапи од врапчињата и поскапоцени. И сега, не можеш да не сопреш и да размислиш. И сега би требало да сме искрени. Океј, Господе, дефинитивно ја имам страф од иднината, поготово после 1 јануари што ни испотресоја. Со секакви поскапувања. Неминовно е во нашиот ум да дојдат тие мисли. Што понатаму и како понатаму. И сега вели, ама вие најнапред барајте го Божјото царство и неговата праведност. И сето друго за кое што вие се грижите или вие страв ќе ви биде дадено. Не сте го чули, вака парафразирана. Значи, сите работи за кои што ние се плашиме, Исус не вели, сега извини, чекај малце, ќе поминиш ти низ патешествија. Да, самото процесирање на притисокот што нам ни се случува е патешествие на зрелост. Е патешествие на учење како да имаш доверба. Така? Не е спорно. Но Исус сака тука да ни го привлече вниманието со нешто што е суштински за нашето постоење. А тоа е да го бараме Божјото царство и неговата праведност. Значи, со други збори, Исус вика, прво и суштински ова да вие. А другото не вели дека треба да го барате, туку само ќе го добиете. Ја гледате поентата на Исус? Со други збори, тој сака ние да не изнемоштиме барајќи нешто што тој онака планира да ни го даде. Ама за другого не стават во позиција да го бараме. Затоа што е суштинско. Затоа што е вечно. И сега, што значи, мене лично, уште пред да бидат нели, кажано дека неколку проповеди ќе бидат за Божјото царство, јас постојано, веќе 2 години наназад, размислувам за тој концепт. После 22 години, во Господ, онака, Господе, ама што значи да се бара најнапред Божјото царство и неговата праведност? И сега на почетокот, кога станав христијанка, беше, прави што ќе правиш во текот на денот, мораш ти да евангелизираш. Мораш ти барем на еден да му кажеш за Исус. Седото е во ред и треба да е дел од нашиот живот, ама некако правило религиозно. Ме разбирате? Значи, не ќе да е барањето на Божјото царство и неговата праведност толку површен концепт. Затоа што ако се состои само во тоа дека ние треба постојано на некого во текот на денот да му кажеме за Исус, покај се тешко тебе или слушај, сакаш ли да го примиш Исус како твој спасител, а тој врска нема тој почетен концепт. Тоаш, ние за брзо време ќе се умориме правејќи го тоа, бидејќи тоа не е суштина. Тоа е производ на нашата суштина, ама не е нашата суштина. И сега, затоа што вели Божјото царство, на друго место Исус нели во Лука вели, ете Божјото царство е во вас. Сега имате противречност. Како сега да барам нешто што е во мене? Кај да го барам? Кога е во мене? Тука лежи зајакот што би рекол Исус. Значи, тука е целата работа. Ние треба да најдеме начин како тоа да почнеме да го процесираме и да го џвакаме и да го откриеме од сите страни што ни значи. Затоа што сега барајте го најнапред Божјото царство и неговата праведност и се друго ќе ви се придодаде и се вели, ете го Божјото царство е во вас. Добро, сега Исус, дај да се договориме, да бараме или да уживаме. И едното и другото. Овој концепт мене ми е многу близок, бидејќи јас секој ден сега во изминатава година и пол постојано се будам со тој копнеш што значи да се барат и како тоа царство да се манифестират. Затоа што неколку споредби Исус кажал за Божјото царство. И јас лично одлучив да не го угаснам тој копнеш,
Да не се разочарвам ако во моментот не разбирам повеќе од ова што го зборувам. Туку секогаш постојано да се навраќам на два стиха, а тоа е Исаија 11:9, не мора да го бараш, и Авакум 2:14. Двајца пророци кои што живеат во интервал различен временски од стотици години, пророкуваат една иста работа. Ќе дојде време кога земјата ќе биде исполнета, Исаја вели, со знаењето за славата на Господ како што водата ги исполнува морињата, а Авакум вели, со славата за Господ како што водата ги исполнува морињата. Двајца пророци една иста работа пророкуваат. Верувајте, не ја пророкуваат за на небото кога ќе отидеме. За сега е. Тие може пророкувале за Исус кој ќе дојде, нели? Бебе најдено во јасли и сето тоа. Меѓутоа, ако го земеме, бидејќи Стариот Завет нас не е даден за охрабрување, не да живееме според неговите регулативи, туку да се охрабриме со се што е охрабрувачко внатре, да ни служи нас како сила. И затоа јас одлучувам и тие два стиха да си ги земам и да си ги вградам во мојата нервна структура денес, во контекст на барање на Божјото царство, бидејќи, верувајте, лично јас како Виолета, јас сакам повеќе од Господ. Ја не сум задоволна со ова, не во негативен контекст. Туку во позитивен контекст не сум задоволна. Сакам повеќе. И повеќе, и повеќе. Се додека не заминам од планетава Земја. Моето срце ќе биде секогаш насочено за повеќе од Господ. Зошто? Не заради тоа што јас сум си умислила да сум арогантна и да се правам кушијамун, туку заради тоа што во Библијата ми е кажано дека е мое наследство. Ќе дојде време, а веќе настапи пред 2000 години на Пентекост, кога Светиот Дух, Бог, дојде на земјата и остана, Бог Исус замина, Бог Светиот Дух дојде за да остане. Зошто? За да ги исполни тие два стиха. Бидејќи сега црквата има насекаде низ светот, не само во Израел, во Ерусалим. Сега не има насекаде. Насекаде. И јас сакам повеќе. Јас сакам да го искусувам Исаја 11:9 и Авакум 2:14 во мое време. Се повеќе и повеќе. И знаете што? Светиот Дух се радува кога ние ја негуваме таа пасија, таа страст за Божјото царство. Бидејќи тоа е начинот на кој што ние треба да живееме. Задоволни во Господ постојано, но секогаш со копнеш за заситување од страна на Светиот Дух за нештата што допрва треба да дојдат. Затоа имаме вера. Верата ни дава можност да копнееме повеќе и да го добиеме тоа за што копнееме повеќе. Кога мојата желба пред да заминам од планетата Земја е за повеќе и повеќе. Што мислите? Следната генерација што ќе дојде после мене, ќе сака помалце? Не. Зошто? Затоа што јас ќе ги научам да сакаат повеќе. И автоматски се остварува ветувањето во Псалм 145. Една генерација ќе навестува на друга генерација за моќните дела на Господ. Ако јас сега вкусувам повеќе и повеќе и копнеам и го негувам тој копнеш во себе си за повеќе и повеќе, тогаш неминовно генерацијата после нас ќе биде научена да биде на уште повисоко ниво од нас во однос на Господ. И ете како Божјото царство ќе напредува. Бидејќи ние нема да ги научиме на скудност, ние ќе ги научиме да копнеат повеќе. Бидејќи тоа е наше наследство. И тоа е моето наследство за следната генерација. Бидејќи ако разгледате низ историјата на црквата за овие 2000 години, ние толку многу сме надградиле на првичните сознанија и откровенија што првите христијани ги имале. И нас тоа треба да не радува и да не стави во позиција не да премираме од страв за нештото што ќе дојдат,
туку да се радуваме за нештото што Господ ни ги ветил дека ќе дојдат според Исаија 11:9 и Авакум 2:14. И гледате како сега стапува практично на сцена стихот: Божјата совршена љубов го изгонува секој страв. Кога ние се фокусираме на она што Господ го има за нас, а тоа е секогаш повеќе, тогаш што неминовно во нас ослободува стеги кај што ние претходно сме биле во страв за нештата. Амен. Фала. Само подалеку од Библија. Тука, супер. Кога Исус кажа дека Божјото царство е во нас, во суштина тој не зборуваше за нешто што е малечко, некое предметче кое што ние по секоја цена, нели, од генерација на генерација во семејството како наследно богатство ќе го пренесеме. Не. Туку Исус зборуваше за нов начин на размислување, нов начин на зборување и нов начин на действување. Ете, Божјото царство е во вас. 40 дена после воскресението Исус им зборуваше на апостолите само за една работа. Божјото царство. Им зборуваше за новата реалност која што треба да не обземе во умот, во зборовите и во действувањето. И тие мисли, новиот начин на размислување е толку силен што ја менува инфериорната реалност околу нас. Затоа вие имате примери: немам злато и сребро, во името на Исус стани оди. Бидејќи Исус ги учеше апостолите, сега доаѓа време за една нова реалност во вашиот живот која што никогаш нема да биде променета. Секогаш ќе биде силата на Божјото царство. Затоа Даниел пророкот пророкуваше во визијата што ја виде, дека се издигнува многу, нели, царства, но се издигна едно малечко каменче кое што прерасна во гора и ги сотре сите други високи планини, зборувајќи и пророкувајќи за Божјото царство кое што ќе ги разурне и персиското, и вавилонското, и грчкото, и римското царство. И ќе остане довека, затоа што сега е во нас како нов начин на размислување, нов начин на зборување и нов начин на действување. Исус немаше да ни каже барајте го ова, ако беше исто како со светот. Значи, Исус немаше да каже барајте го најнапред Божјото царство, односно трудете се, вложете го сиот напор да го смените вашиот начин на размислување, зборување и действување, бидејќи тоа е вашата суштина. И скроз е различно од размислувањата на овој свет. Скроз е различно. Зошто Исус би не поттикнал да бараме нешто, да се преобразиме во нешто, ако е исто како размислувањата на овој свет? Размислувањата на овој свет не менуваат човечки животи. Царското размислување менува човечки животи. И затоа Исус рече, барајте го тоа најнапред и неговата праведност и се друго ќе ви се приdoдаде. Не мора да го барате. Како што ојте по пат ќе ви се даде, ќе ви се отвараат врати. Зошто Исус би не поттикнал да бараме нешто ако е исто како стандардите на светот? Стандардите на светот не менуваат човечки животи, не даваат вечен живот. Може само малце да те чепнат некаде во чувството и емоциите и за одредено време, нели, новогодишна резолуција, ќе вежбам поќе секој ден, нема да јадам чоколадо, ќе почнам да трчам покрај Вардар и во еуфоријата на 31 декември и до 8 јануари и готово. Ама после, нели, стара нова година во нас, значи, да, имаат поттик некаков, меѓутоа световни стандарди се. Ме разбирате, значи Исус вели барајте го најнапред Божјото царство и неговата праведност. Со други зборови, Исус вели секого што ќе го видите, гледајте го од царска перспектива. Ама од моја царска перспектива. Не од световна царска перспектива. На светските цареви не им е гајле за луѓето. Ама на нашиот единствен мудар цар, кралот на вселената, иде како му е гајле за луѓето. И сега,
кралот вели, еј, слушај, размислувај и барај го мојот начин на размислување, мојот начин на зборување, мојот начин на действување за тие околу тебе. И другото ќе ви се додаде. Тој е крал кој што е скроз различен од кралевите на планетата Земја. Скроз. Нема ништо слично со него. И во кралската негова природа тој се грижи за сите нас. И во Библија вели тој е крал над кралевите. Не се мисли за земните кралеви, туку се мисли за оние кои што станале христијани дека се кралеви. И се со други зборови Исус вика, размислувај како мене. Гледај ги работите како мене, бидејќи јас сум крал и ти си крал. И затоа во Римјани 5:17 вели, оние кои што ја примија благодата ќе царуваат преку неа во животот. Пак Матеј 6:33. Значи не дека ти ќе бидеш супериорен на другите. Не. Туку ќе размислуваш како твојот крал. Ќе зборуваш како твојот крал и ќе действуваш како твојот крал. Тоа е царување. Зошто? Бидејќи благодата која што ти беше дадена тебе од единствениот крал на вселената, ти е дадена за истата благодат ти да ја покажиш на другите околу тебе. Зошто во 2 Коринтијани вели, со утехата која што Светиот Дух нас не утеши, сега ние ве утешуваме вас. Значи, работата е, нам ни беше дадена благодат од кралот, за сега како ние негови кралеви со неговата природа, да ја дадеме таа благодат на другите луѓе. Тоа е кралски начин на размислување. Тоа е барање на Божиото царство. Најнапред. Затоа што најлесно е да се молиш, смени го Господе, душава ми ја пукна. Најлесно е да се молиш од позиција во тело кога си изфрустриран. Ама многу е потешко да се молиш од аспект на Матеј 6:33. Барај го Божиото царство. Океј, чекај сега да видам кралот мој. Што кралски работи ми објавуваат за овој Параспоров? Ово отлично искуство го зборувам. Си зборувам на самата себе. Многу повеќе отколку вам. Кога некого сакаш, се што ќе правиш во животот ќе биде да му го разумеш животот на тој што го сакаш. Све. И поготово ако таа личност што ја сакаш помине низ некаква тешка ситуација, криза или проблем или што и да е. Се што е во твојата моќ ти ќе направиш за на таа личност да е полесно. Ти ќе вклучиш други луѓе во кои што имаш доверба, кои што знаеш дека имаат ресурси и можат да действуваат во животот на таа личност, само за да ја смениш околноста и реалноста со која што се соочите. Тоа е барај го најнапред Божиото царство. Бидејќи нам тоа ни е дадено во Господ, дека можеме да им го донесеме на луѓето. Пред 2 месеци на пракса една сестра ме извреѓа, лом ме стори. Прв пат идам дента на пракса. Мојата првична реакција не беше да ја објаснам. Ја отидов во бањата и почнав на јазици да се молам и викам, отвори ми ги очите, да видам која е твојата убајност што е скриена во нејзе, за да излези на површина и за таја да биде на благослов за сите. Знаете дека после 3 сати од таја молитва никош не се десило, таа медицинска сестра дојде ми се извини. Најлесно е во тело да ги молиме работите. Ама многу е поголем предизвикот да го бараме царското во нецарските луѓе. Заради тоа што ако Исус преку крстот се помири со сите, што значи тоа практично? Личноста која што најмногу ти задават проблеми, Исус нема проблем со неја. Затоа што се помири пред 2000 години на крстот. Сега,
Ауч! Мора да сме консистентни со Божјото Слово. Нема бегање, ова не се мои работи, ова е нашиот Господ. Бог неќе да останеме само на површината, Бог сака да одиме во длабочина, да ги разбираме работите и да действуваме во тоа. Значи, ако Исус пред 2000 години се помери со сите луѓе на земјава преку крстот и докажа дека што се однесли до него, сите се оправдани преку неговото воскресение, тогаш тоа треба да биде мојата основа кога се молам за некого кој што ми е трн во градите, во слабините. И тешко е. Никој не каже дека е лесно. И Исус разбира, ич не е проблем. И затоа сега нема осуда за тие што се во Христос. Гледате како Библијата е многу практична, дека не се само тоа пријатни за увце зборови. Леле, што е уво кој ќе слушниш Исус, дека нема осуда за тие што се во Христос. Него се силни се да те сменат тебе и плюс како сменет или сменета ти да отидеш и тоа да го донесеш кај другите. И тоа да ја смени нивната реалност. Затоа сме повикани, затоа во моментот на спасение не отидовме на небо. Туку Господ не остане тука. За светот да види колку е добар Господ. Ние пееме, прослави се ти. Ова е начинот на кој што Господ се прославува. Кога ние одлучуваме да ја гледаме неговата слава во другите кои што ич не се славни. Кои што воопшто го нема присуството на Светиот Дух во нив. Ама Бог ги љуби. Не, Исусовата божествена природа е наша природа. И тоа нам ни дава многу добра основа ние да можеме да размислуваме како него. Да можеме да действуваме како него. И неминовно е Божиото царство да биде пропратено со чуда, знаци, исцеленија. Бидејќи, затоа сме повикани. И ја го разбирам моментот, сите ние идаме во судир со моменталната реалност. Добро Господе, се молевме и ништо не се дешава. И Господ вика, ти одлучи фокусот да ти е да се држиш до тоа што ти беше објавено. Другото е мое. Знаете, често пати некои молитви инстантно ќе ги добиеме. Некои молитви треба подолго време. Не заради тоа што Господ нас сега ќе не учи, па сега да, си имат место и се тоа. Ама работата е што ние сме дел од нешто многу поголемо. И ние не можеме да го склопиме Господ во нашиот поглед. А што ако Господ одлучи некој друг да биде благослов за твојот живот, за оно за кој што ти се молиш? Што ако Господ не го спремат и го поттикнуват да се застапуват за тој после да би кој ќе тебе ти е одговорена молитва и тој да биде награден за тоа што се молел? Гледате семејството, гледате Божиото царство какво е? Параболата што Исус ја кажа, Божиото царство наликува на една мера квас што жена го зема и го замесува во 3 мери брашно. И ефектот е тој, целото брашно скиснува. Од една мера. 3 мери скиснуваат. Значи, работата е што Бог е многу поголем од сето на кое што ние сме го скоцкале, вака треба ти да действуваш во мојот живот. Овие луѓе треба во мојот живот да действуваат за твојот план за мене. Не е така. Не е така. Стварно не е така. Некои христијани и ден денес си ја чукат глата зашто Исус го зел Јуда. Искариот да биде во апостолите, кога Исус знаел дека некој ќе го предаде. Не е наше таму да заглавиме. Наше е да ја гледаме благодата на Христос. Затоа што ние во размислувањата за Јуда Искариот ние заглавиме во осуда, не сме свесни дека сме заглавиле во осуда.
Од 1 јануари јас повторно си почнав, нели, веќе по трет пат да ја читам цела Библија за цела година. И многу е интересно што секој пат кога ја поминувам цела Библија за цела година, истите работи што ги прочитав од лани сега од друга страна ги гледам или со нов увид ги гледам. И тука е целата возбуда која се чита од Божјото Слово. Бидејќи постојано е неисцрпно со богатства. Например, вчера читав за Јосиф, лани, оломнани и сите години уназад кога сум го читала тој пасус, не приметив дека Јосиф, знаејќи ги своите браќа кои што нонстоп се карале, нели, откако сега е цар во Египет, откако им се откри дека тој е Јосиф и нели ги благослови, ги пуштат попат за дома, нели, вика тојте, донесете го тато да го видам. Им викат, ама попат, немајте многу да се карате, да се истребите од карај. Викам, досега ова 22 години не го приметив. И се израдвав, тоа е убајната на Божјото Слово, постојано кога читаш една иста работа, кога си отворен Господ да те мени нешто ќе доживееш. И толку си исполнив со радост и со возбуда, викам, кој ќе почнам другата година, уште нешто друго ќе откриам. Леле! И знаете што открив годинава? Дека досега сите утки на славните личности во Библијата, барем во Стариот Завет, секојаш ми биле пред очите дека сум читала. Ова година не. Ова година благодат. Интересно е затоа што онака и ја низ целиот Стар Завет гледам благодат. Не гледам закон, не гледам осуда. Гледам благодат. Стварно гледам благодат. Години уназад цело време фокусот ми беше кутар Јосиф што го остави, куќето на Василица што не е Јосиф окрка. Годинава онака поинаков аспект на нештото. Не го занемарвиш ти моментот на одговорност. Не ме сваѓајте погрешно. Значи, нас, баш како тоа го кажа прошлата недела на неговата проповед, кажа дека верата тебе не те учи ти да се преправаш дека нема проблеми. Не. Туку верата ти дава поинаква перспектива за влијанието на тие проблеми во твојот живот. И какви се, Зоц тоа го кажа сега за време на спонтанното славење, кај ќе ги гледаме нештото од озгора, сите проблеми ќе изгледаат мали, бидејќи во очите на Господ се мали. Ако Господ се справи со гревот, уште пред создавањето на светот, што беше најстрашното нешто за човештвото, духовна смрт, тоа другото е све мачки на кашница за Господ. Ние си мислиме дека што не чекат себе и ќе заглавиме во некоја доктрина и теологија која што упорно не држи во страв. И не пуштаме, не удаваме шанса на Светиот Дух, никако. И затоа е битно да кога ја читаме Библијата онака, Господе, иако читам Стар Завет, дај со очите на благодата да видам што имаш ти за мене. И онака ќе отвориме, за ова ќе отвориме Битие 24:60. Мислам, лани кога го прочитав овој стих, воопшто не ми скокна како вчера кога го прочитав. А, 24:60. Значи сега Аврам добива син Исак. Исак 20 нешто години нема деца. И многу интересен фактот што Исак се помолил за неговата сопруга и Ребека зачнува и раѓа близнаци. И сега кога го читаш, нели, целиот тој дел и за Аврам и за Сара, нели, како што Господ им рекол, излези, јас кај што ќе те носам таму, оди, нели, требало да дојде да помине низ Египет. И Аврам му текнало, слушај мене, ќе ме кокне, ќе ме убие, види колку си убава, дај да кажеме дека си ми сестра.
И Транк, царот на Египет, си ја зема цара, пошо Аврам ја представи како сестра. И што се случи? Не е мојот работата. Видете, Божиото царство е во сила и во Стариот Завет, иако Аврам го нема Светиот Дух во него. Царот на Египет немој да мрди, ти му вика, добро бе, шо ми направи. Заш имам ја вакви проклетства од која зедов сестра ти? Не ми сестра, жена ми е. Шо не кажа? Си ја тупам ја глата, ми навлече проклетство на цел Египет. Шо не ми кажа? Па ми беше страх дека ќе ме убиеш. Гледате го, Господ. И со што се дешава? Исак, син му, истата работа ја прави. Слушај, Ребека, ти си многу згодна и уба, дај, ќе кажиме кај Авимелек дека ти си ми сестра. Транк си ја земат Авимелек за жена, истото се дешава. Добро бе, шо е работата што ми правите? Жена ми е Ребека, не ми е сестра. Па зашо не кажи? Видите, гледайте го Божиото царство на сила. Авимелек, ај шо го ослободи, не го уби Исак. Туку го пушти со дарој. Исак пола богатство од царот го стекна. Гледайте, мислам, и се читаш и си викаш, леле Исусе, абе ова благодата. Абе ти си одлучил преку овие дисфункционални луѓе да донесиш спасение за цел свет. Дисфункционални, како татко, така син. И после и внук, крушата под круша пајџат. Озбилно. И се читаш за Исак и за Ребека и се чудиш на нивните родителски методи. И си кажеш, аман бре, овој го засакал поќе едниот близнак Есав, ова поќе си го сакала синот Јаков, понаклонета била на Јаков и дури одлучила сопругот да го излажи само Јаков да добие наследство и благослов. Ало, овие дисфункционални луѓе го донесоа спасението на светот преку нив. Гледайте благодат. Иште не мислете, мој овијак, ќе ја утнале негде. Ќе ја упред Господ работата, немојте гајле. И гледайте го благословот што Ребека го добиват во моментот пред да зами Витка Исак, како негова сопруга. Ја благословија Ревека, добро во нашиот превод е Ревека, еврејското е Ривка, па не е ни Ребека, ни Ревека, ама еде. Ја благословија Ревека и рекоа, сестро наша, гледайте сега, да се народат од тебе илјади, потомството твое да ги завладе домовите на непријателите твои. Ја имам уште многу побав превод овде вака, а тоа е Ребека, наша сестра, илјади, нека излезат како од твоето потомство и тие ќе ја владеат портата на оние кои што ги мразат. Ви звучи познато? Портите на пеколот нема да ја надвладеат црквата. Како бе, Господе? Истата таа Ребека што после овие пасуси е запишано за незе дека поише си го сакала Јаков близнакот во другиот близнак. Истата таја. И дури онака, слушај Јакове, ти ќе се препреш дека си Есав, ќе се нагарниш со кожи затоа што Есав е повлакнес, ќе појшкај татко ти затоа што е ќор и ќе си земиш ти благослов. Ало, родители! И се чудиш, и си викаш, леле, ова цело семејство дисфункционални се сите до еден нема цаглом. Ама го гледаш Божјото дело во нивните животи. И што е најинтересно, не застанви тука приказната. Јакоп, чие што име во Стариот Завет, значи, ова што ние во Новиот Завет го читаме посланието на Јаков е поинаков Јаков името. Значи, старозаветно име Јаков значи манипулатор, лажува. И стварно, го излажал брат му, си го чапнал наследството што не е негово. И што се десило? Него вујко му го изложил многу во 14 години. Го издрибнал поштено. Ама што се дешава? Во тие 14 години знаете што е напишано? Каде што одеше Јаков, чувајќи ги стадата на неговиот вујко, заради Јаков вујкото просперираше.
Гледайте го Божиото царство. И Јаков не се наслонувал на тоа, јас грешив, не сум достоен за благослов, туку заради тоа што Господ му рекол, ја ќе бидам постојано со тебе и ќе те благословам каде и да си, Јаков не се осврнува на неговите грешки. Туку на Лаван му вика, слушај, Господ е со мене. Ти 10 пати ми изложа заплатата. Ама Господ е со мене и ќе ме благослови. И знаете што? Кога читате за Јаков, стварно бил благословен со добиток. Стварно бил благословен со богатство. Тоаш, кај сме ние во Моабетов? Стар завет. Сторија од Стар завет. И сега Исус вика, Божиото царство е во вас. Зошто ние да не се повикаме на нештата што Господ нам ни ги ветил? Амен? Бидејќи наши се, тие се наше наследство. И јас, мислам, читаш за Јаков и се чудиш и си викаш, која нарав ја имал, кој карактер бил бе. Трче лажи на денешно време што ги опишале. Уста ќе отвори, ќе изложи. И видете сега, ај Битие 32, 24 до 28. Битие 32, од 24 до 28. Добро, нели историјата е... Го најде? Битие 32. 24 до 28. Вика, нели сега, ова е историја кај што Јаков му текви дека сгрешил спрема брат му Есав и од да се помири, нели, после многу години, ама затоа што му е страв дека е можно брат му да го убие, жените, децата, нели, колку што ги имат Јаков, добитокот ово на ги остава на едно место и ој сам да се соочи со Есав прво, за да не му ги убият неговиве. И вечерта сонвит, нели, имат визија и вели, и откако ги зеде нив, ги пренесе преку потокот, пренесе се друго што имаше. И кога остана Јаков сам, тогаш некој, со голема буква, се мисли на Божи ангел, се бореше со него до зори. И кога виде дека не може да го совлада, значи ангелот му го чепна колкот на Јаков. Бедрото негово, така што на Јаков му се измести колкото зглобот додека се бореше со него. И тогаш Јаков му рече на ангелот, ангелот му рече на Јаков, пушти ме, веќе е зора. И гледате го Јаков, но Јаков одговори, нема да те пуштам додека не ме благословиш. Си отиде Јаков куцајки, ама си ојде со благослов. Затоа што се му беше поштедено. Се му беше поштедено. Ама ме бенди со ставот, не те пуштам, дур не ме благословиш. Исус вика сега, Божиото царство е во вас. Таа нова реалност, која што е способна да смени се околу вас, ви е достапна сега. Значи, ние сме над Јаков. Ние не мора да просиме од Господ, за да бидеме благословени. И пишува, викам, и тогаш ангелот му го праша како се викаш и тој одговори Јаков. И гледате ја сега Божијата благодат и Божиото царство на дела. И тогаш ангелот му рече, од сега името нема да ти биде манипулатор и лажго. Туку ќе биде Израел, што значи оној кој што се бореше и победи. Зошто се бореше со Бога и со луѓето и ги победи. Вау! И знаете што? Низ целиот животен век на Јаков, навистина беше просперитетен заради овој благослов. Нема веќе да си манипулатор. Јас никош веќе нема твоето минута да ти го ставам пред очи. Тогаш, ајде, ние заради тоа што е Божиото царство во нас, да ги гледаме луѓето со Божиото име, со Божијата судбина во нивните животи. Знам, тешко е, не е лесно, таман работа. Ама замислете колку на некого му требало живци да го гледат Божиото убајно во мене и не се откажам. Додека не излегло на површина. Што мислите, 22 години и во оваа зрелост ја достигнав сама?
Затоа што никој друг не инвестирал во мене? Беше супер да беше така. Ама не е така. Заради тоа што некој одлучил 22 години во текот на мојот живот да ја гледат, да ја барат Божјата упајна во мене, се додека не излези на површина. Гледате сега како Господ сака да ги вклучи луѓето? Затоа што таа е целта на црквата, таа е целта на барањето на Божјото царство. Новиот начин на размислување, на действување, да биде наш начин, наш животен стил. Подобро да завршим тука. По интерес на времето и другите временски услови. Изобилен благослов. Ај станете малце да се раздвижиме, и онака е ладно. И ние по природа сме визуелни суштества и памтиме тоа што го гледаме многу повеќе отколку тоа што го слушаме. Па ако не запамтите ништо од ова проповед, ќе запамтите ова. Кој е поголемо? Сега кој е поголемо? Во суштина се исти. Гледате како нашите очи не лажат, затоа ни треба пристапот на Божјото царство. Затоа нам ни треба тој начин на размислување, затоа што нашите очи, нашиот ум може да не лаже. Значи, дека едното е поголемо од другото беше идеја на нашиот ум, во зависност од тоа што нашите очи преку мозокот видаа. И нашиот ум заклучи дека едното е поголемо од другото. Затоа не треба да се подпираме секогаш на она што го гледаме. Никогаш, бидејќи лаже. И заради тоа, во името на Исус, Господе, ние ти благодариме за тоа што Твоето царство е во нас. И за тоа што тоа царство нас не оспособи да можеме да ја донесеме Твојата реалност во сечи живот. Заради тоа што Твоето царство, реалното, доменот на Твоето царување, ти не си ограничен само на одредени луѓе и не си ограничен само на одредени концепти дека тебе ти се достапни за менување. Фала ти, Исусе, што Твоето царство може секого и се да промени. Бидејќи нашиот Исус не е ограничен само на една нација и на една култура или концепт. Нашиот крал е неограничен. И е способен да донесе промена преку црквата во светот, секаде во светот. Амен. И сега, Господе, благослов на Твоето свето име. И ти благодариме што си ни дал утеха дека Божјото царство е во нас и што направи таа утеха да не биде само утеха, туку реалност во нашите животи. Кај да одиме, луѓе и животи да се менуваат, дури кога ние нема да видиме. Фала ти, Господе, отвори ни ги очите за Твојата реалност. Фала ти, Тато мој небесен, фала ти, Господе. И сега ве предизвикувам во овој момент да помислите на една личност за која што сметате дека долго време е во притисок и треба пробив. Благословувајте ја таа личност. Благословувајте ја таа личност со нештата што Господ ги има за таа личност. Бидејќи од нашето размислување небеско ќе произлезат декларации кои што ќе сменат се. Халелуја, фала ти, Господе, фала ти, фала ти, фала ти, Исусе, фала ти. И нека ви биде предизвик сега после служба. Поздравете некого кој што често пати немате обичај да имате, да поминете време почесто или онака благословувајте, благословувајте. Во името на Исус, фала ти, Господе, фала ти. Амен.